Сега е клучен момент. Борбата за правда, што ја водиме 2 години, кога изградивме независни институции кои силно се борат против криминалот, да го зададе конечниот удар на неправдата, на криминалците, на нечестните. Последното објавено видео од италијанскиот медиум во ниту еден момент не укажува на било каква вмешаност на премиерот Зоран Заев во случајот Рекет, туку сосема спротивното. Од снимките е повеќе од јасно дека премиерот Зоран Заев ниту директно, нити индиректно не е вмешан во овој случај. Но станува јасно дека единствена цел на овие снимки е токму тој да биде дискредитиран. Премиерот Заев го пријави случајот и се бори за правда, создавајќи независни институции кои вистински се борат против криминалот и корупцијата. Сега, надлежните институции мораат да ја забрзаат истрагата за актуелниот случај Рекет, да ги лоцираат нарачателите, помагателите и извршителите. Граѓаните заслужија правда и правда мора да има. Секој мора да одговара, од прв до последен, за кого ќе се утврди било каква поврзаност, вклучувајќи ги и тајкуните создадени од режимот на Никола Груевски. Било какви сценарија за спас на криминалците од затвор нема да успеат. Ние сме тие кои се бориме за правда, градиме институции кои се борат против криминалот и корупцијата во интерес на граѓаните. Ние сме тие почитувани граѓани кои ги повикуваме надлежните институции да случајот се расчисти до крај и секој да одговара. А премиерот Зоран Заев прв го пријави случајот во надлежните институции. Тајкуните, создадени од режимот на Никола Груевски, впрегнати со Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН, прават се за да ја срушат правната држава, да не се донесе законот за јавното обвинителство, да се загрозат ЕУ и НАТО интеграциите на земјата, но и да се спасат од одговорност. Лицата кои се појавуваат во снимките се блиски до ВМРО ДПМН. Исто како и лицата кои ги објавуваат во странските медиуми. Тоа се, почитувани граѓани, шемите на Никола Груевски. Од таа причина Мицкоски, наместо да се крие, треба пред граѓаните да даде одговор на следниве прашања. Со кои две лица кои се гледаат во објавената снимка се има сретнато? Дали и што примил на рака? Дали Мицкоски се сретнал со авторот на текстовите во Будимпешта и што му дал? Институциите мора брзо да делуваат за целосно расчистување до крај. За сите кои се инволвирани во овој случај да понесат одговорност. Но тоа значи одговорност и за тајкуните на режимот за кои се отворени предмети во СЈО и кои се појавуваат на овие снимки. Сите предмети, Империја, Талир, до Титаник и Тревник, сите мора да бидат расветлени до крај и секој кој што се има огрешено пред законот мора да одговара. Ви благодарам.